Ново телевизиско интервју на Република. Изминатава недела во фокусот на вниманието беа меѓупартиските преговори по договорот од Пржино и најжешката точка која што одекна во јавноста беше да или не за гласањето на диаспората на следните парламентарни и било кои други избори во Република Македонија. Од друга страна, во собранието пак се чини дека се одвива вистинска предизборна кампања и маркетинг, каде што под заштита на говорницата се искажува дури и лични навреди и навреди кон цели заедници, кон цели етнички групи. Со мене во студиото е Зоран Илиовски, пратеник во Македонското собрание од редовите на ВМРО ДПМН, заменик координатор на таа пратеничка група во парламентот, пратеник од Битола и помалку познат факт, поранешен дел од македонската диаспора во Австралија. Добре дојдовте во студиото на Република. Добро ве најдов и поздрав за сите наши гледачи и слушатели, претпоставувам. Да почнеме од најактуелното во парламентот, бидејќи сте вие дел од таму, а тоа е од искажаната навреда од пратеник на СДСМ кон на национална основа, нели, и навреда кон пратеничката на ВМРО ДПМН Нола Исмиловска Старова. Вие како политичка партија и група во парламентот побаравте извинување од СДСМ и оградување од колегите во СДСМ од ставовите на пратеникот искажани по нели како навреда кон еден неетички чин, би рекол, од таа собраниска говорница. Очекувате ли да се некакво извинување, а дали јавно, дали зад нели кулисите? За жал, јавно извинување од нивна страна не добивме до сега. Ето веќе втори или трет ден помина од тој немил настан. Ние разговаравме и неофицијално со нив, меѓутоа на нашиот повик да се излезат и јавно да се оградат од тој предсен некултурен чин на нивниот коалиционен партнер, тоест на нивниот член на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и нивните коалициони партнери, тие тоа не го направија. Иако сметам дека тоа мораше да биде направено пред се заради зачувување на дигнитетот на собранието. Собранието е дом на народни пратеници, значи представници на народот, на сите граѓани на оваа држава и тоа треба да представува пример за однесување за сите институции во оваа наша држава. Неговата навреда спрема нашата пратеничка и не лично спрема неа, туку и тоа е и навреда спрема десетици илјади наши граѓани, значи македонци со исламска вероисповест, директна навреда и воопшто не беше заштитена од страна на СДС и воопшто не беше осудена тој потек. Сметам дека за жал, тоест се надевам дека вакво однесување нема да продолжи натаму и покрај тоа што за жал ние подолг период кога Социјалдемократскиот сојуз се врати во собранието, имавме индикации дека можат да се случат вакви инциденти. Всушност и тој ден беше и полн со инциденти. Прво се почна со еден Имаше претходница на оваа реакција? Да, на еден начин денот беше така насочен да ние дури се сомневаме дека можда и беше смислено во насока да се предизвика некој поголем инцидент за да тоа биде приказна, веројатно во нашето секојдневие во државата. Значи денот почна со едно непримерно излагање на нивниот или на подпредседател на собранието од нивните редови, значи Рената Десковска, со називи кои што не се примерни ни за собраниска говорница, па нити за еден универзитетски професор, каде што ова власт беше нарекувана со погрдни имиња како фашисоидна власт и така натаму, бидејќи ние како пратеничка група сме нормално дел од оваа власт, тоа беа и директно навреди спрема нас. Исто така, нивното обраќање во собранието почнува со драги граѓани, никој пат не почнал со драги колеги. Сепак сме колеги, сепак заедно работиме. И тоа продолжи со истапот на пратеникот од турската партија што е во коалиција Каним, каде што прво имаше еден мал инцидент и препирка со председателот на собранието, каде што председателот на собранието беше обвинет дека е против турскиот јазик во собранието. Тука настана еден прекид на седницата, да се смират на еден начин страстите. И покрај разговорите кои што ги имавме меѓу координаторите од пратеничките групи и укажувањето дека
не е коректно вакво однесување, дека нема да продолжи, барем од наша страна нема да ви толерирано такво однесување. Тие во наредните во првото наредно продолжување на седницата се случи инцидентот каде што од говорница беше навредена нашата пратеничка, пак ќе кажам припадник на македонски на десетици илјади македонци со исламска вероисповест, директно навредена. И нормално дека беше нашата реакција бурна. После тоа и следеше јавна пресконференција кај што ги повикавме да се извинат, меѓутоа тоа не се случи. За волја на вистината, пратеникот ЕНС кој што изрази таа навреда, после тоа стана на говорница се изрази, меѓутоа како пратеничка група, како координатор на таа пратеничка група, значи како Социјалдемократски сојуз, бидејќи тие предводат таа коалиција, опозициона коалиција, јавно извинување не добивме. За жал, се уште се надеваме дека понатаму ќе добиеме. И на крајот на криштата, ете и тоа може нема толку да биде важно дали ќе се добие или нема се добие, меѓутоа многу е важно за понатамошниот тек на работа на собранието да нивното однесување биде коректно, бидејќи ние се трудиме од наша страна да сме максимално коректни. И во најавата реков дека во собранието во моментов како да се одвива вистински предизборен маркетинг наместо суштинска дебата. Да, тоа може да се примети, нарочито може да се примети овие неколку дена кога на дневен ред дојдоа законите предложени од страна на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. И поглед тоа што кога се дефинираше дневниот ред на оваа собраниска седница и кога беше предложено да нивните точки, 5 точки со темите кои што тие ги одбраа и ги предложија, бидат поставени последни на дневниот ред, тие станаа со тврдења и со обвинувања дека нема демократија, дека ние ги маргинализираме како мнозинство. И покрај тоа што претходно на координација пак заедничка меѓу координаторите председател на собранието му кажа која е намерата, воден од досегашната пракса во собранието, каде што прво на дневен ред се стават точки кои што се одлуки, решенија, после се стават точки кои што се од пуштени од во владина постапка и на крајот се ставаат точки кои што се поднесени од страна на пратеници заради една пракса и заради сакавме ние како мнозинство на еден начин да му возможиме на опозицијата да има доволно време и доволно внимание да се искажат за нивните точки. Тоест, да ги тргнеме сите други решенија кои што треба да донесеме на таа седница и да се концентрираме на дебата за нивните точки. Значи, имат можност да дебатираат за нивните закони, да не убедат нас и македонската јавност дека треба да се укине екстерното кој што кажат или дека треба да се зголеми минималната плата или кои да се другите закони. Меѓутоа тие многу малку време посветуваат на проблематиката на точката. Туку го користат и ја користат собраниската говорница за популизам, ја користат собраниската говорница за дел некој патент вака и за испраќање директни провокативни изјави спрема нас и веројатно поттикнати од тоа дека 24 април се иди, па некои од нив имаат инспирација преку собраниската говорница веројатно да добијат место на некоја нивна листа. Да. Втората тема која што е повторно поврзана со меѓупартиски договори, како што велите имате координација тука, меѓутоа на меѓупартиско ниво течат оние средби, постпржински средби кои што се однесуваат за новиот изборен закон и се она што ќе ги опфати правилата за изборите во април, ништо чудно тоа да се преслика нели во понатамошните изборни циклуси. Гласањето на диаспората, учеството на диаспората во изборите и политичкиот живот во Македонија стана горливо прашање. Се чини дека не се откажува опозицијата од тоа да бидат исклучени од гласањето и од политичкиот живот во Македонија. Ако го земеме предвид она што го напоменав во најавата дека е малку познат факт дека вие сте фактички сте биле во 90-тите дел од диаспората. Како вие го толкувате тоа прво и како го и чувствувате и политички како го објаснувате? Прво ќе се задржам на политичкиот момент општо, па после ајде ќе кажам моето лично искуство. Значи, сметам дека единствена грешка на диаспората и за тоа од страна на
опозицијската социјалдемократски сојуз е подложена на казна, тоа што во диаспората, цела, да речем, комплетно диаспора или најголемиот дел од нашите во земјите надвор од Македонија, гласае за ВМРО ДПМН и за нашата коалиција. И на еден начин ова е казна, заради тоа што тие се одлучија за нас како политичка опција. Друго разумно решение нема за да ти предложиш укинување на гласање на тие луѓе. Значи, не можеме ние гласањето од диаспората да гледаме само низ бројки, само низ математика и само низ пари. Да појасниме, дека би требало да се изедначи бројот на гласови кој што го добива еден пратеник од Македонија со бројот кој што би го добил од диаспората. Но можно ли е тоа да се случи преку ноќ, преку еден или два изборни циклуси? Колку мине од таму можат да се привлечат и да добијат интересирање и интерес да може да учествуваат во политичкиот живот? Што се добива со тоа? Значи, гласањето од диаспората е комплексна работа кој што никаде во ние на земја, во светот, не е исто решена. Секоја земја си го решава во зависност од сопствените национални интереси. Значи, моделот на гласање е различен. Нашиот модел кој што е избран е врз основа на некои консултации кои што си ги имале и кои што сме ги гледале во однос на другите изборни закони и сме гледале да го прилагодиме тоа за нас. Дури и ако ги споредиме бројките на просечен глас кој што ги добива пратеникот во диаспората и просечни бројки кои што треба да ги добие пратеник во Македонија, значи тој сооднос и во други земји е сличен како кај нас. Значи, немојте да мислите дека, пример, пратениците што се избрани во Хорватското собрание добиваат кузне колку гласови повеќе во однос, да речем, на насите, во однос на пратениците што ги добиваат во домашната држава. Значи, нема логика да ако за просечен пратеник, условно речено, за просечен број на гласови во Македонија се негде 6 до 7.000 гласови треба секој да ги добие. Значи, бројот на вкупни гласови поделено со бројот на пратеници што ги добие една политичка партија, отприлика иде 6 до 7.000 гласови по пратеник. Условно речено. Значи, не може да се очекува да во диаспората се добијат толку број на гласови. Зошто? Заради тоа што нема техничка можност. Пример, во Австралија, нашите во Австралија можат да гласат само на две места. Во Камбера и во Мелбурн. И сега, која е таа можност на наши селени кои што живеат во Перт да фати авион, да патува 5 сати со авион за да стигне во Мелбурн? Меѓутоа и покрај тоа еве го и Сиднеј, колкафе Сиднеј, колкави предградија има што се населени само со македонци, кои така да и покрај тоа нашите луѓе таму имаат желба и да се трудат се повеќе и повеќе, се интересираат за гласањето и доаѓаат да гласат. И сега ние како нација, како држава, ако го прекинеме гласањето од диаспората, откинуваме еден составен дел од нашата татковина. Значи тие се наши луѓе, наши сограѓани, наши роднини, браќа, сестри, пријатели. И ако ги прекиниме на нивниот интерес спрема случувањето во Македонија, нормално ќе опаднат. На овој начин нивниот интерес се повеќе и повеќе расте. Наши граѓани кои што, значи нивните деца родени таму, имаме такви случаи каде што веќе земаат македонски пасоши. Значи се интересираат, идат, гласаат. Со тоа нашата врска со нив се повеќе и повеќе се сјачува. И пак да се вратам на бројките. Бројот просечен кој што го зема диаспората во Хрватска, значи број што му треба на пратеник од диаспората да биде избран, и број на просечни гласови во Хрватска за домашниот пратеник, односот, за пример ќе карикирам, во Македонија ако треба 7.000 просечно, во диаспората кои собериме Европа, Америка и Австралија, значи да не се задржуваме само на Австралија, бидејќи има само на 2 гласачки места, во Европа има повеќе и наши имат повеќе можности, повеќе гласат. Во Америка има исто така повеќе гласачки места, повеќе исто така гласат. Значи просекот е односот тука негде. Значи пример 6-7.000 во Македонија, 2.000 и нешто во странство за еден просечен пратеник, тој однос и во Хрватска е сличен. Значи кај нив не е кузне колкав односот. Меѓутоа, пак ќе кажам, односот на државата спрема нашата диаспора е многу важен. Не можеме да го мериме само врз основ на пари. Пред мене е новиот број на Република, каде што главно интервју е објавено со Љубиша Георгиевски, кој таквото делење на македонците помеѓу диаспора и македонци во Македонија го нарекува геноцидна идеја. Па напоменува уште еден момент, а тоа е како
како држава и како дипломатија се избориле, да речеме повторно за Австралија, он го даде тој пример, вели дека државата се изборила оние кои што се трудат и работат во Австралија да можат своите пензии да ги примаат во Македонија, за да може да се вратат во татковината. А што би значило, и вие како пак ќе речам, вие што имате пријатели доле и сте работеле со нив, што за нив ќе значи, каква порака се испраќа ако им се укине сега правото на глас? Дали тоа би значило дека, една порака би рекла, и не доаѓајте, и не испраќајте пари, и не праќајте дотации до вашите тука. Не го носите бизнисот, не го ширите бизнисот во Македонија, бидејќи има многу успешни бизнисмени. Почитуваниот професор Љубиша стално во своите интервјуа користи силни и јаки зборови и веројатно зборот кој што го искористил да опише оваа ситуација, вака кој ќе слушнам баш адекватен, значи геноцид. И тоа геноцид кој што сами сакаме да си го направиме, да направиме на тие наши граѓани таму. Примерно што го кажавте за тој договор кој што ги има меѓу Македонија и Австралија е баш адекватен пример за грижа и насока и желба на оваа власт и на оваа држава да тие врски со нашите селеници ги појачи уште повеќе. Точно, значи може луѓето да си дојдат тука после завршување, значи после земањето пензија, тука да живеат, тука да ја трошат таа пензија. Значи би требало да учествуваат во политичкиот живот, и на еден начин да имаат некакво влијание. На крајот на грештата, ако земеме ние ситуација сега, во парламентот сме, во собранието сме 123 пратеници, 120, ајде, условно речено, домашни пратеници, тројца од странство дојдени. Значи, влијанието на тие тројца пратеници врз основа за сите одлуки е многу малку реално влијание. Значи, да се тие пресудни ставот кој што се однесува на... Да, имаат можност да си да кажат ставот од таму, имаат можност да пренесат закон, да имаат можност да имаат конекција со наши бизнисмени многу полесно. Тие наши бизнисмени преку нив, преку посетија што ги прават, преку тоа што знаат дека имаат пратеник, пример од Америка, па ќе окрени телефонот, ќе се слушни, ќе доби информации какви се состојбите изворно, кои се начините за инвестирање. Значи, можностите се многу големи во однос на тоа што ние, да речам, го губиме, ако пак ќе кажам, во однос на финансиските средства што ги трошиме за тие пратеници. И исто така, значи, процентот, колку иде 3 во 120, колку е 2%, ако не е ни толку, толкав процент има и во другите земји. Значи, соодносот е сличен, бројот на просечни гласови кои што се добива пак е сличен како другите земји. Најважно е пораката која што се испраќа на тие луѓе, вниманието кој што му се дава. Доаѓате од Битола. Сте пратеник од изборната единица каде што е, нели, од најголемите градови Битола, центарот е Битола. Битола е еден град кој што е тесно поврзан со диаспората и со иселеништвото како традиција, но и секако во 90-тите години по разни случувања. Да, за жал. За жал. Па како таму се доживува, да речеме, како вашите поддржувачи од Битола, како тоа се го доживуваат, го коментираат, да речеме? Па, изворно можам да ви кажам од двете страни, на шанкот, што ви кажам, на масата, значи и како граѓанин на Битола, меѓутоа и како човек кој што живеел во Австралија. Так. Вие спомнавте на почетокот 94-97 година живеев еден период во Австралија. Работев таму, со сите проблеми и кои што ги имаат нашите селеници, имав можност да се сретнам. Врските на Битола и Битолско со прекоокеанските земји, наочито со Австралија и со Америка, бидејќи претежно таму има и селеници од Битола и Битолско, во Европа имаме поретко, се големи. Нема семејство во Битола кој што нема некој роднина, братучет или близок, да речем стрина, кој што се наоѓа во странство. И кога јас живеев во Австралија, па околу мене имав, да не кажам, доста луѓе кои што потекнуваа од нашиот крај. И како заедница, нормално, бидејќи живееш во некоја странска земја, нормално дека се држиш заедно. Тие врски преку црквата, преку нашите македонски друштва, преку можноста за комуникација со државата, се подсврсти,
ако, пример, во Австралија ние имавме тогаш, јас кој живеев, имаше 2 весници на македонски јазик, имаше и 2 радија. Сега состојбата не знам како е, веројатно тука негде, нема некоја голема промена. Тоа можам да кажам од искуство што значеше тие вести кои што беа пласирани таму, што значеше таа комуникација која што имавме со нашите тука. И што поголема комуникација, што повеќе внимание од државата се обрати на тие луѓе, повратокот, наречам, бенефитот од тоа е дупло поголем. Дали преку помошта кој што тие луѓе испраќаат до нивните роднини, дали преку влијанието во бизнисот, значи можеме да видиме сега голем број на наши странски врвни луѓе кои што се во бизнисот, кои што обраќаат внимание на нашата држава и му помагаат. Значи, да спомени Мајк Зафировски со неговиот проект Македонија 2025-та. Да спомениме сега гала вечерада кој што имаше премиерот заедно со иселениците во Америја, каде што самите иселеници си се организираа, си направија фонд за стипендирање на македонски, значи на македонци од диаспората во универзитети во светот. Фонд на пари кој што тие сами си го собраја. Тоа не иде така случајно. Тоа иде од вниманието ние како држава што му обраќаме на тие луѓе и нормално дека тие враќаат секој во својот дел каде што може да придонесе. Така да како држава ми се чини дека голема грешка ќе направиме ако се откажиме од гласањето на диаспората. Пораката ќе биде грешна. Ќе ве прашам и од аспект на вашата струка. Извинете, да. Само уште една работа да дополнам. Да појаснам јасно ситуација. Значи, ние како ВМРО ДПМН цврсто стоиме на ставот за ова да обстане, меѓутоа мора да кажам дека имаме огромен притисок од страна на Социјалдемократскиот сојуз, ова да се трни на страна. Притисокот е, да не кажам перфиден, со тоа што нивниот предлог е цензус да се постави, значи 80-90% да добил број на гласови во диаспората пратеникот, споредено со домашниот. Тоа значи дека пример во Австралија, која е 7.000 овде 7 по, значи не околу 6.000 или 5.000 нешто треба да добијат гласови во Австралија, што технички не изводливо. Значи ние тоа да го постигнеме, треба како држава да вложиме уште 10 до 15 избирачки места да поставиме низ цела Австралија. Тоа не може ни да ни го дозволите, не е тоа така едноставно да поставиш избирачко место, треба да е конзулат или амбасада. Самата држава, домицилна, тоа не ти го дозволува. Не може да имаш ти 20 конзулати и амбасади тамо. Така да, на перфиден начин гледа да ја трнат диаспората на страна. Ние правиме секако партија во преговорите кои што се водат, да обстоиме на нашиот предлог дека гласањето диаспората мора да остане. Така, ми се наметна уште едно прашање, што ако не се успее да се соберат 5000 гласови, да речеме, што ако ќе се повторува поново и ќе бидат... Значи, не е воопшто разработен тој предлог. Да, потполно се комплицира целата. Идејата не е ни тоа. Значи, идејата да се случи. Идејата на Социјалдемократскиот сојуз да нема од таму пратеници. Бидејќи зошто? Заради тоа што се свесни дека губат таму. И сега најлесен начин ќе окрениме цензусот, автоматски нема. Плашејќи се дека ние со тие 3 пратеници во собранието. Ние како политичка партија која ќе победиме, дали имаме 67, дали имаме 60, дали имаме 63 пратеници, тоа тука не иде бара. Многу е важно порака да ќе испраќаме. Не треба да гледаме работите од личен интерес, од сега што ќе се случи нови избори, да јас да победам, а да не си гледам интересите на државата. Срамота. Срамота личниот интерес да се оклаваш пред интересите на државата. Апсолутно. Ќе ве прашам сега, го почнав прашањето и од вас како струка, вие сте дипломиран електротехнички инженер, со таа струка и сте заминале нели во Австралија, бидејќи не сте биле во можност тука да најдете работа. Се менуваат работите на економски план, се отвараат разни странски инвестиции каде што да речеме на цена повторно се врати оваа струка од која фела сте. Да. И вие се спречува, се намалува ли бројот на баратели на излевање или на мозоци, што се вели, барем од вашата струка, што значи отварањето на овие странски инвестиции од аспект на еден електроинженер? Од моје лично искуство можам да кажам дека техничките струки се струки кои што даваат можност за работа во една широка индустрија
и работа во индустрија која што е захтевна, значи која што има потреба од високо квалификувани кадри. Многу е добро што странските инвестиции, нормално тоа не е случајно направено, значи странските инвестиции во Македонија се во насока на отварање во таа, значи од техничка страна, значи гледате колку фабрики од автомобилската индустрија се отвараат во наша држава и се повеќе и повеќе профилите од машински факултет, електротехнички факултет, технолошки факултет се повеќе и повеќе барани на нашиот пазар. И конкуренцијата помеѓу компаниите се повеќе и повеќе изразена. Примери можам да кажем во Битола, каде што функционира во индустријската зона Жабен и Кромберг и Шуберт, значи таа е фабрика од автомобилскиот сектор, и каде што блиску до Битола, значи во Кавадарци исто така функционира фабрика од истиот сектор, Дрекселмаер, и на еден начин меѓу нив веќе постои конкуренција за задржување на високо квалификуваните луѓе кои што нормално не само што се квалификувани, туку кои што во процесот на производство му значат и кои што се покажале со својот квалитет. И знам исто така случаи каде што луѓе кои што биле претходно вработени во фабриките во Скопје, во индустријската зона, во Джонсон Мети и во слична која беше на Джонсон Мети. Джонсон Мети, Ван Хол. Знам луѓе кои што дошле тука се вработиле, меѓутоа биле потекло од Битола, се вратиле во Битола. Исто така луѓе кои што биле во Дрекселмаер се вратиле во Битола. Така да, тоа дава можност за и конкуренција, тоа дава можност за покачување на платите. Так. Тоа дава можност за човекот да се искажи самиот себе си и да се најде во професионалниот живот и нормално и во животот, да речеме, се обезбеди материјално. Така да, вниманието и акцентот на техничките струки според мене е правилен и треба да се трудиме да ги насочуваме нашите млади во таа насока, за да имат поголеми можности. На крајот на краиштата, доста актуелно, ето, опозицијата стално труби, си селиле не знам колку илјади македонци млади од државата. Тоа не е така едноставно колку да се само фрлија бомбата замени, како што тие знам да прават, фрлија петардата, популизам и така натаму. Значи, има повеќе причини за иселвање, миграција на народите. Ова миграција не е само кај нас во Македонија, ова миграција се случува сегде. Има примери во Бугарија, после отворањето во Европската унија, колку бугари заминале во други земји, во насока на подобрување и барање на подобар, поквалитетен живот. Така да, многу е важно да луѓето со правилно образование, во правилна професија, имаат можност да се искажат и да си најдат работа. За да дојдат и тие странски инвестиции, за да можете луѓето да си најдат работа тука, нели, за да останат тука и да бидат задоволни и да напредуваат и сами пред себе, што се вели, потребни се капитални инвестиции. Минатиот буџет содржеше во себе подоста капитални инвестиции, започнати се големи проекти, инфраструктурно пред се. Сега пред вас како пратеник, како пратеници е предлог буџетот за следната година, има ли капитални зафати во него? Значи, да не речам чест, баш, ајде, мислам, голем збор, меѓутоа задоволство ми е да овој буџет сега што е влезен во собранието, да го дискутираме и нормално да учествуваме во сите тие расправи, бидејќи тоа што е предложено во овој буџет треба да е задоволство на многу наши граѓани, бидејќи конкретно и кога сме за капиталните инвестиции во овој буџет е предвидено раст на тие капитални инвестиции од 7,5%. Предвидено е BDP-то, значи бруто националниот производ да биде 3,8%. Раст на истиот тој. Со еден збор, се трудиме да и во наредната година ова развојна компонента која што има буџетот да се задржи, дури и да се зголеми. Гледате што се случува во однос на тие работи, значи се градат во овој момент 3 автопати во државата. Се баш денес излегоа информации за обезбедување на финансиски средства за градење на гасоводот до Битола и до Гостивар, значи 2 крака, едниот преку Штип, Неготино, Битола, другиот Скопје, така во Гостивар. Инвестиции во енергетиката, инвестиции во образованието и така натаму.
инвестиции во секојдневниот живот на луѓето. Многу е важно да една држава вложува во капитални инвестиции како што ние правиме, бидејќи на тој начин се зголемува и економијата, има повеќе работа за луѓето, имат можност за запослување и нормално со реализирање на тие капитални инвестиции се олеснува бизнисот. Значи, замислете како ќе биде движењето на стоките, на луѓето, на робата која ќе бидат направени автопатите, која ќе се модернизира железницата до крај, кога ќе може да дотечи ефтин енергенс, газ, пример, до Битола, до Неготино. Можностите кои што се отвараат и можностите за развој на економијата, на стопанството, а и на крајот на краиштата, крајната цел подобрување на стандардот на обичниот човек. И кој ќе дојде диаспората на гости или кој ќе се врати да не направи огромна разлика помеѓу едното и другото. Ето вака да речем неформални разговори, луѓе кои што дошле, значи веќе аеродромот Александар Велики колку години веќе направи, значи овој разговор е воден после правењето, роднини мои дошле, кога застанале на аеродромот, мислам, нивните, вика, се осеќа, како да сум нормално во Запад, во Европа, од каде што доаѓам, значи, самите гледа аеродром. Гледа нешто што треба да биде нормално во една држава, што ние се трудиме тоа да го направиме. Така. Јас ви благодарам за учеството во ТВ Република. Повторно со, кога ќе има интересни доживувања во парламентот, но и околу него, околу политиката и околу диаспората, да видиме како ќе заврши целиот тој процес околу преговорите пост Пржино, па ќе ве викнеме повторно. Ви благодарам и вас на поканата, стојам на располагање кога сметате дека можем да помогнем со мои размислувања. Тоа беше интервјуто со Зоран Илиовски, пратеник, заменик координатор на пратеничката група на ВМРО ДПМН, по потекло од Битола, поранешен иселеник. Следете ни и натаму на каналот на ТВ Република со нови информации и со нови интервјуа. Пријатно.